Добро утро, почитувани гледачи, ја следите утринската програма на Телма. Ова утро, петок, ден за фини нешта и убави разговори, имам чест и задоволство да ви представам двајца млади успешни луѓе, секој докажан во својата професија. Одиме со ред, прво да си кажеме со Александар Тренчевски, иноватор, софтверски инженер. Александар, добро утро, добре дојде во студиото на Телма. Добро утро, добро ве најдов. Јас сум Александар Тренчевски, имам 26 години, магистрирав на факултетот за електротехника и информатиски технологии и работам како софтверски инженер. И денес дојдов да ви ја представам апликацијата. Да, јас во најавата реков иноватор, бидејќи успеа да креираш со својот тим и со поддршка на ФЕЙТ, на факултетот за електротехничка и информатичка технологија, апликација која предвидува загадување на воздухот. Да. Таа се Ти си всушност и студент од истиот факултет, да, нели? Да, магистрирав на истиот факултет. Машинско учење, роботика, вештачка интелигенција, тоа се темите областите кои те интересираат и во кои сакаш да се на кои сакаш да се посветиш. Да, точно. И ќе ни кажеш нешто повеќе како одеше тоа, како стаса до апликацијата, до создавање на таква апликација? Почна за време на магистерските студии, имав предмет по машинско учење кој што фаќаше изучување на темата за загадување и како е можело тоа да се предвиди за да се спречат несакани действија кај граѓаните и исто така да може да се искористи од страна на сите ентузијасти кои што би сакале да го искористат тој сервис за развој на нивни апликации и софтверски алатки. Да, загадувањето на воздухот е голем проблем со кој се соочуваме ние во Скопје и во другите градови во Македонија. Тоа беше тоа што те поттикна баш во таа област да истражуваш? Па дека се уште и тогаш беше актуелна тема, затоа се фокусирав на таа тема да изучувам и решив дека ќе биде дел и од магистерскиот труд како еден поголем проект кој што можам да го направам. Така, апликацијата беше всушност темата за твојот магистерски труд? Да, и ја после проложив да ја доусовршам и се уште ја работам и ја одржувам незината имплементација. Така, ја би ги замолил колегите од режијата да пуштат на мониторот позади да видиме тоа како изгледа, потоа еве, добро дојдовте на Акра. Тоа е всушност платформа или веб страница, да, која може да го предвиди загадувањето на воздухот. Во колкав период може да го предвиди? За сега е ставено да предвидува до 24 сати, но во иднина се планира да може да се прошири до 2 до 3 дена, да може да ги предвиди сите загадувачи кои што се достапни на локациите низ Македонија. Така, кој би бил корисник најголем освен граѓаните кои би можеле исто како прогноза за времето да си го прогнозираат и загадувањето па да си ги планираат следните активности? Па да, исто како што е прогноза за време може да испланираат кој период од денот би излегувале надвор и доколку треба да се заштитат, да користат соодветни маски. А исто така може да ова се користи како посебен сервис од страна на други апликации кои што може да го имплементираат за сопствени апликации, проекти, секој кој што сака да ги развива. Така, можеби и фирмите, индустријата може да си најдат своја примена тука, не само граѓаните, бидејќи како што рековме секој да си го планира своето време согласно предвидувањата. Како стоиме со загадувањето сега на пролет во овие пролетни месеци? Па со загадувањето за сега е послабо, тоа што пак се расчистува воздухот, а има периоди од денот исто така која покажува така поголема зголеменост на загадувањето во сабајле, во раните утрински часови, но најмногу изразено за време на зимскиот период, тогаш е најизразено загадувањето, поготово во населените места и апликација ќе помогне да може да се испланира времето соодветно за да не се изложат граѓаните пред се. Што беше најголем предизвик при создавањето, при креирањето на апликацијата, да се создаде тој софтвер што ќе го предвидува загадувањето и врз кој принцип работи тој? Па најголем проблем беше податоците, нивната природа, значи колку се точни и дали се конзистентни, фалични, некојаш имаше периоди кога нема податоци и тоа правеше проблем за самите модели во позадина кои што се тренираат за да бидат попрецизни. А самиот софтвер како апликација се усовршува секогаш кога ќе се додаде некоја нова имплементација или карактеристика.
Значи податоците беа главниот фактор во развојот на апликацијата. Така, како ја совладавте таа препрека обезбедувајќи солидна база на податоци која е неопходна при кога имате и софтвер за да се искреира една веродостојна апликација која ќе дава точни резултати? Па истражав повеќе во однос на кои извори би може да ми пружат соодветни податоци за загадувањето и за метеоролошките услови. И исто така се користеа доста алгоритми за да можат да се интерпретираат тие податоци така што ќе може да се пополнат нели празните места во податочниот сет. Сам го работеше тоа или имаше поддршка од колегите и од професорите на ФЕЙТ? Во однос на машинското учење сам го работев, да, имав и поддршка во однос на каде би се упатил во развојот, а исто така имав поддршка и од професорката професор доктор Марија Календар, која што ми овозможи да стапам и во контакт со вас за да можам да ја промовирам и апликацијата и исто така систем администраторот кој што ми овозможи пристап до факултетските сервери и колешката Марија Милошевска која што исто така дипломирана на ФЕЙТ и ми помогна во развојот на апликацијата, корисничката апликација која што можете да ја видите на екранот. И тоа беше, така кажеме, поблискиот тим што работевме заедно. Дали планираш можеби да ја патентираш, да ја заштитиш како изум? Па во плане, се уште размислам на таа тема и како би се одвивало тоа, али да, во блиски дни. Запознат си со правата од интелектуална собственост? Не целосно, уште ги проучувам. Така, во продолжение јас би замолил уште еднаш на екранот да ја прикажеме апликацијата, јас од мојот лаптоп овде ќе се обидам кусо представување да направам. Значи имаме почетна страница, одиме на почетната страница. Тука, ако може да се скролне подоле, може да се види мапа на загаденост. Еве, мапата на загаденост веќе ја прикажавме на некој начин. Има од страна да се прикаже топлинската мапа. Прикажи топлинска мапа за сите градови. Може и за сите сензори. Добро, и се одбира соодветниот загадувач кој што треба да се предвиди. CO може и индексот, било кој од овие може да се одбере. Ајде индексот да го видиме бидејќи тој е најактуелен во зимските месеци. Еве, повторно ова е предвидување за 13.5 во 10 часот или како? Да, за наредниот сат и како што и може да се скрола нагоре и ќе се дава за може да се кликне врз кругчето што е на кај саатот. Кругчето кај саатот, добро. Да, да се скрола нагоре и се дава за сите наредни сати. Сега во моментов нема голема разлика, поради тоа што така. Во децимали се претежно изразени предвидувањата, нема преголеми флуктуации. Добро. И за различни загадувачи има различни вредности за прикажување на секој од сензорите кои се присутни низ државата. Така. Кој покажи ги градовите, ако покажи ги границите на градот, добро, и загадувачи. Да. Како ги одбравте токму овие загадувачи, односно овие гасови? Овие загадувачи зависат од самите сензори кои што ги вршат тие мерења. Значи, секој сензор има одредена група на загадувачи и само тие кои што се достапни се прикажани на таа локација. Ова е индексот на квалитет на воздух, она што е индексот кој што како сумација на сите други загадувачи и се пресметува со соодветна формула за да се Ова е јаглерод диоксид, не, CO, јаглерод моноксид. Добро? Е сега NH3? азотен диоксид. Забравивме хемија. Азотен хидроген. Добро. NO? Азотен оксид и азотен диоксид. И O3 на крај. И имаш уште за ПМ частиците. Каде се? PM исто се во листата подоле. Подоле, еве ги. PM2.5 и PM10. Да, тие најштетните, најситните, најмалите, нели? Да. Значи предвидуваме дека загадување големо има и во пролетните месеци, еве мај. И тоа беше доста ветровито деновиве. Да, исто имам забележано дека најверојатно може има проблеми со
маргините на границите за секој од овие бои што треба да се прикажуваат. Значи тоа се дополнителни финеси кои што треба да се досредат и секако пошто се уште е во развој апликацијата. Добро, тоа во секој случај и во секоја фаза ќе може Да. апликацијата да се надградува. Да. Колку време е активна апликацијата? Па активна е скоро година дена, но во тие година дена јас ја работев дополнително за да можам да ја стабилизирам и да има, да кажеме, готов продукт. Дали стапи во контакт со луѓе кои веќе имаат разработено слични апликации кои имаат квалитетна се воздух? уште не, али планирам во блиски дена за да може да се прошири соработката. Така, каква е амбицијата до каде би можело да се надградува за да се предвидува во иднината? Сега рековте само 24 часа? Да. Па би можела да се догради да биде до 48 сати, може и 72 сати, но тоа зависи како се моделираат самите модели во позадина, кои што се тренираат за тие предвидувања и колку се достапни ресурсите за сите тие калкулации. Така, Александар, честитки за апликацијата. Јас на почетокот не честитав, сега ја користам таа пригода. Предпоставувам ние ја представуваме апликацијата во мај, кога фокусот на вниманието на граѓаните не е загадувањето, меѓутоа ќе дојде многу брзо есен, ноември, кога топ тема ќе биде загадувањето на воздухот и веројатно оваа апликација тогаш ќе биде многу поактуелна. Да. Тоа е моје предвидување за апликацијата што го предвидува загадувањето на воздухот. При крај на разговорот би сакал да те прашам како е во Македонија да се биде млад софтверски инженер. Веројатно има добро платени се IT Па да, има профилите, простор за развој. Има има- огромен простор за развој. работите во странска компанија IT? Да, Задоволно и од условите, да, да. Како беше во текот на студиите? Може ли во Македонија да се добие квалитетно знаење во оваа област? Може, но секојаш може повеќе и самостојно ако се ангажираат младите и секако најголемото знаење мислам е после доаѓа од како ќе се станат самостојни и ќе почнат самите да се насочуваат за тоа што ги интересира. Како млад човек, како гледаш на трендот, многумина твои колеги, луѓе од твоја возраст си заминуваат од Македонија или го посакуваат тоа? Па се зависи до карактерот и до амбициите и до желбите. Дали ти својата иднина може би ја гледаш во странство? Па за сега не, ама отворен сум за таа тема да размислам. Да, Александар Тренчевски, млад иноватор, софтверски инженер, благодарам за гостувањето во утринската програма Благодарам на и на Телма вас и што ме имавте. честитки за апликацијата, да. Фала многу.